Ние разговараме за планинарскиот спортски клуб ДАП од Дојран. Со мене Дарко Качаков, секретар на општина Дојран. Добро утро. Добро утро. Поздрав до гледачите на Македонската телевизија. Поздрав до вас. Благодарам што ме поканивте да присуствувам во денешната програма. Господине Качаков, изминатиот период колешката зборуваше за екологија, но некако повеќе се подсетивме дека треба да си ја сакаме природата, да пешачиме, многу планинари, рекреативци, нови се родија, па можеби и оттаму и потребата за формирање на планинарски спортски клуб. Тоа беше мотивот и ние да минатата година отпочнеме со формирање еден таков планинарски спортски клуб за прв пат во нашата општина, кој што за неполна година веќе можем да кажем дека направивме доста активности и реализиравме доста акции кои што не само беа ориентирани кон посета на природните убавини во Дојран и околу Дојран, туку учествувавме и во други акции кои што беа надвор од нашата општина, односно посетивме повеќе повисоки врвови, така да во изминатиот период имаме вкупно реализирано 13 акции, кои што имаме над 90 учесника. Последната кулминација беше на 5 ноември по повод денот на општината, тоа е слободувањето на градот Дојран. Бевме домаќини и ја промовиравме нашата традиционална патека пешачка Стар Дојран, рекреативен центар Палјорци, кој што навистина имавме голем број на посетители и учесници и се одзваа на нашата активност. Обично кога станува збор за планинарски клубови, секогаш се поврзува со некои акции со кои што се подига свеста на населението, се испраќа порака, освен што се една неверојатна можност и за спорт, и за рекреација, но и за дружба. Кои беа вашите позначени проекти кои што ги изработивте? Ние најпрво се собравме сите кои сме љубители на природата, значи ја сакаме природата, го сакаме дружењето и сакаме дури на крајот и да се развеселиме после секоја акција. Како што доликува. Така е. Во клубот членуваме 30 луѓе кои што сме активни и можем да кажем за овој краток период, еве, сите работиме со некој ентузијазам. Првата мотивација не беше посета на природата, односно во Дојран највисок врв е некаде 697, тој врвот ДАП, по кој синоним го носи и клубот називот. Меѓутоа, имаме други локалитети кои што се од историско-културно значење за општината, односно за нашиот регион, кои што се поврзани со активностите на клубот и кои што ги нудиме како една понуда на сите они кои што сакат да ги посетат, имат желба. Ние ја трасиравме, ја маркиравме патеката кој што води од населбата Стар Дојран како туристички центар кон на локалитетот Фрединанова чешма. Тоа е позиции се тие од Првата светска војна кои што ги користеле учесниците, тоа биле од наша страна централните сили. Потоа имаме така наречено место викано Калатепе, тоа било посматрачко гнездо од тие сили, од тие војни дејства тогаш. И на крајот завршуваме на врвот ДАП, кој што се наоѓа токму на административната граница помеѓу двете општини, општина Дојран и општина Богданци. Од другата страна на врвот, односно на планината Карабалија, се наоѓа локалитетот Палјорци, кој што е навистина уреден со урбана опрема и кој што представува едно убаво посекувано и рекреативно место. Да. Доста познато место, кажав, како туристичка атракција се доживува. Она што ќе ве прашам со оглед на тоа дека вие доаѓате од општината Дојран, вие сте секретар на општината, поддржува ли општината вакви нови формирани спортски клубови? Дава ли можност за... ние изготвуваме програма и програмата секоја година, односно минатата година ја доставивме до Советот на општината, со кој што имавме поддршка, согласност за да се реализира таа програма. Практично ние до крајот имаме уште некои активности кои што сакаме да ги завршиме, така да сум благодарен до Советот и до градоначалникот на општината за тоа што не прифатија како спортски клуб кој што ќе делува и во иднина
ќе може да ги оствари своите цели и програмски активности. Сакам да напоменам дека покрај карактерот за посета и рекреација на оваа друштво и планинарење, ние уште посочуваме дека во Дојран има локалитети кои што можат да се посетат без многу да се пешачи или да се... Например? Така, да. Минатата година се реставрира Саат Кулата и турската бања Амамот, кои се наоѓаат во населбата Стар Дојран и невистина представуваат еден посебно обележје на градот. Посебно значење е тоа што ова беше разрушена Саат Кула, исто така како што е судбината и на градот во Првата светска војна, тука поминувала првата фронтова линија, една жалосна судбина за дојранчани, меѓутоа сега е реставрирана, таа е во функција. Останува како историски споменик. Така, тие се историски остатоци и факти кои што можеме да ги презентираме. Можем само да дадам некој податок, бидејќи таа е градена, Саат Кулата е изградена со еден настан, кога турците дошле во 14 век, 1371 година, тие стасале некаде од северо-источниот дел, помеѓу планината Круша и Беласица, од Серско поле, стасале тука цела војска Евренос Беј, полковникот што бил на армијата, така да тие кога стасале било замрачување, веќе паднал мракот во зимско време. Во тој период езерото било замрзнато. Покрај тоа што било замрзнато, имало наврнато снег. Така да цел полк, сета војска, кога го здогледале градот Полин, тоа е стариот назив за Дојран, го преминале езерото. И една изјава дал тогашниот полковник Евренос Беј. Ту бре, какво големо поле, а ни едно дрво нема во него израснато. Тоа каква анегдота беше. Интересни приказни. Во тој дел верувам дека и да дојдат туристи, наши и странци, да дојдат, имате што да раскажете? Така, само да се доискажам, ако ќе ми дозволите. Во тој период, кога другиот ден првенците на Дојран им кажале дека овое езеро замрзнато, 3 дена и 3 вечери се славело по однос на тоа што војската останала читава и оваа благодарност. Дека всушност не е поле, туку. Благодар, езеро, и таа благодарност е и подигната Саат Кулата, кој што е од тој период практично беше во Дојран и представуваше посебно бележје. И практично градот Полин тогаш го менува името во Дојран, бидејќи изреката била Дојорум. Дојорум е израз на турски. Така? И така, тоа значи гостопримлив град. Преведено и после Дојран станал, си го добил називот. Таа е една од легендите и митовите кои што не прераскажувале нашите предци. Кој дошол во Дојран може да се увери во таа гостопримливост. Ви благодарам што ми бевте гостин, имавме убав повод, но доволни причини повторно да ни бидете гости, имаме многу што да раскажеме. Ви благодариме, ние секогаш ќе учествуваме во вашата покана за да направиме нешто за македонска телевизија, односно да презентираме дел од нашата. Ви благодарам.